Панчо Тошковски го партизирал Министерството за внатрешни работи, непотистички вработувал службеници, ги штител полицајците поврзани со трагедијата во Кочани, системот Safe City казнувал селективно. Ова се само дел од тврдењата на левица во интерпелацијата доставена до собранието. После Safe City, кој што и ние го гласавме затоа што сметам и после лидерската сметавме дека треба, воведовме толеранција на наше инсистирање. Платните налози ги теравте луѓето да ги носат, ај тоа го средивте. Арно, ама не фаќа мотори и не фаќа косовари. Овие кои највеќе ги прават проблемите, не ги фаќа Safe City. Дајте да го унапредиме. 100 пати повторена лага не станува вистина, одговори на интерпелацијата Панчо Тошковски. Многу манипулации, лаги, клевети на човечки напади. Според министерот, резултатите на МВР се докажуваат со бројки и факти, па затоа опозицијата прави обиди за да се закочи процесот на расчистување со криминалот, корупцијата и долгогодишната неказнивост која се практикувала. Контрадикторно во вашава интерпелација е тоа што од една страна велите дека сум партиски војник, од друга страна велите во рамки на напишаното дека сум адвокат на дел од опозицијата. Од една страна велите дека сум постапувал по наредби на партијата ВМРО, од друга страна дека сум ги штител ДУИ. И сега кој ќе обвините некого дека ги штити баш сите, тоаш не сте напишале интерпелација, туку сте напишале манипулативен текст кој што самиот се побива уште на втората страна. СДСМ го обвинија Тошковски дека не гарантирал безбедност на граѓаните и заштита на жртвите од семејно насилство. Во последните 2 години живееме во држава во која насилството стана секојдневие, во училишта, во домови, на улица. Сведоци бевме на случаи на насилство врз жени, кои поради задоцнетите реакции од МВР завршија фатално со убиства и самоубиства. Министерот направи споредба дека во 2022 година по брза постапка биле изречени 3 мерки, додека во 2026 досега имало 43. 49 сторители на семејно насилство били у притвор само 2026 година на територија на Македонија, заради тоа што жртвите се охрабриле да пријават. Сакате да ми кажете дека во 2022 година немаше семејно насилство? Сакате да ми кажете дека во 2022 година немаше семејно насилство во Скопје? Ова е трета интерпелација за министерот Тошковски и втора од левица. Интерпелација за неговата работа имаше поднесено и ДУИ.